Вистинска експанзија на урбанизмот и градење стамбени објекти и комплекси во градот Скопје. Многу згради, многу бои, различности, нееднаквости и несразмерности во просторот. Дали Скопје е функционален град? Секако дека нема. Тоа веќе се покажува. Ке тргнам од најсуштественото, водата за пиење. Минатото лето бевме сведоци дека почна и тоа да ни недостасува. Како последица тука, меѓу другото и овој урбан, како што видите, растеж, јас би го нарекол урбан гнилеш, затоа што практично во Скопје не станува збор за вистински урбанизам, станува збор за урбано дивење, градење без концепт, искористување и злоупотребување на било каква парцела, злоупотребување на урбанизмот и тоа трае со децении, би рекол, во целиот овој период, така наречен период на транзиција и не случајно сме доведени сега во ваква ситуација. Скопје има испуштена голема шанса после земјотресот, кога целата елита на светски архитекти, урбанисти, градежници учествуваат во неговата обнова. Со тек на времето полека се излегува од тој концепт за да дојдеме на ова ниво кое што го имаме денес. Што поскоро за да се спаси било што од градот, за да се доведе во некаква минимална одржливост, треба да се реагира веднаш, почнувајќи од генералниот план на Скопје, многу внимателно со деталните урбанистички планови, многу внимание да се посвети на планирањето на развојот на Скопје, визија за негов развој, за да евентуално спасиме нешто во овој период што следи. Го споменавте генералниот урбанистички план. Дали во него, бидејќи јавноста и ние како новинарска фила имаме чувство дека секој зелен појас, јавна површина се користи за изградба на населби, особено во централното, меѓутоа и пошироко во целиот град. Значи ли тоа дека навистина ќе нема буквално проток на воздух, потаму произлегуваат други лоши резултати во зимскиот период, имаме голема загаденост? Произлегуваат последици поплави од поројни дождови, кои со климатските промени ги имаме се почесто, затоа што асфалтот нема својство да упие дождовната вода и така натаму. Она што мене ме боли, веќе не ни загрижува, затоа што стана тоа наше секојдневие, меѓутоа што ми пречи и ме боли тоа што не гледаме интерес за јавниот простор. Урбанизмот се сведе само на задоволување на потребите на оние кои што се занимаваат со стамбена изградба. Ние градителството го следовме само на стамбен простор и по некое училиште или градинка. Јас не помнам кога во Скопје се направени објекти од јавен интерес, кога во Скопје се направени сериозни паркови, сериозни зелени површини, сериозни заеднички простори, јавни простори, концертни сали, конгресни центри и така натаму, нешто што би ни служило на сите нам, единствено се сведе на трупање, на искористување на сите локации, јас би рекол дури и злоупотреба на она што е слободно, само за да се постават стамбени единици, што понатаму, што со таа демографија практично овозможување на доселување на што повеќе луѓе во Скопје и опустошување на другите градови и помали места, нешто што не оди во прилог на државата. Ако не се спречи ова, ако не се промени правецот во кој што се движиме, тогаш последиците ќе бидат се поголеми и поголеми. Колку новите градби навистина се квалитетни според онаа јакост на материјали или... Да, често се поставува тоа прашање во однос на квалитетот на градбата, особено после некој земјотрес што ќе се случи, дали овде, дали во непосредна околина или подалеку. И сега нормално, прашањето е дали сега подобро се гради отколку пред скопскиот земјотрес од 63-та. Нормално дека подобро се гради од тогаш, каде би бил крајот ако се гради полошо од пред 63-та. Меѓутоа, ако зборуваме за квалитетно градење од аспект на стабилност, сигурност на објектите, една друга споредба е побитна.
колку се почитувале стандардите тогаш, околу 63 година, и колку се почитуваат стандардите денес. Колку се почитуваат процедурите после земјотресот, во градбите после земјотресот, колку се почитуваат процедурите денес. Не би можел со сигурност да кажам дека денес не потврламе многу повеќе од колку што би смееле да потврлиме во поглед на почитувањето на одредени, на новите стандарди кои што се со многу повисоко ниво од колку оние што биле 60-тите години. Она што исто така е многу чудно, што никако да се откажеме од веќе застарените досегашни стандарди што ги користевме во поглед на градењето на конструкции, да конечно ги усвоиме единствено европските стандарди кои со себе носат многу поголем квалитет и поголема безбедност на објектите. Меѓутоа, за жал, тој притисок за продолжување по старото доаѓа токму од инженерската струка, што е за мене дополнително разочарување. Во однос на поставеноста на зградите и така натаму, актуелна тема во јавноста се и цена, високата цена на стамбениот простор. По апсолутно вредност, навистина имаме висока цена на метар квадратен стан, но таа станува уште повисока ако ја сведеме на квалитетот квадратен стан што го добиваме. Скоро да ретки се објектите, ајде да не бидам исклучив, ретки се објектите кои имаат решено добро паркирање во рамките на објектот, кои имаат добра противпожарна заштита, кои имаат добра визура, кои имаат проветрување, осветлување како што треба, кои имаат стамбен простор со нормални димензии, кои што треба да му возможат на човекот да се чувствува пријатно. Ретки се стамбените објекти во кои што нема проблем со вода, дали со подземна вода, дали со дождовна вода, дали за продирање на вода од тераси, пропаѓање на инсталации, непочитување на стандарди и така натаму и така натаму. И сето ова кога ќе го ставите на едно купче, ќе видите дека цената на нашиот квадрат стан е уште повисока од колку што практично таа е во апсолутна вредност. Не треба човек да е голем стручњак. Доволно е да прошета низ старите населби кога урбанизмот не бил обременет со приватниот интерес. Аеродром, стариот Карпош, кај што нема доградувано и надградувано, ќе видите како се поставени објектите. Никој никому не пречел. Погледнете во стар аеродром колку има зелени површини помеѓу зградите, како се тие поставени. Истото важи и за Карпош 1, Карпош 2, за Тафталиџи, да не говорам и така натаму и така натаму. Не дека урбанистите сега не знаат или знаат помалку од оние што биле претходно, но други се општествените односи, притисокот на приватниот интерес е многу голем и се занемарува она што е заеднички јавен интерес. Исходот е јасен. Доколку не се реагира сега веднаш, малку е веројатноста дека Скопје ќе биде функционален град, град со зелени и јавни површини, релаксиран град и воопшто еколошка средина за урбано живење во вистинската смисла на зборот.